Немам намера веќе да полемизирам со вакво анархично однесување. Јас ви кажам, немам точка на дневен ред, не да го заробам, нема предвидено дневен ред и не може вие да кажувате кога ќе закажам. Јас, ама кој мнозинство, како да се стави? Од причини што председателката нема смелост да го стави на гласање, јас предлагам мојот предлог да биде на гласање со кревање на гласа. Кој е за резервирана председателката Весна Дамов да крене раца? Вака, по 4 часа дебати, кавги, навредувања, обвинувања и во тензична атмосфера заврши денешната седница на Судскиот совет. Во присуство на председателката на Судски Весна Дамева, нејзиниот заменик Селим Адеми го презеде водењето и предложи гласање за нејзино разрешување. 7 на гласа да биде разрешена, а 5 мина беа против. Дел од членовите на Советот инсистираа да се одложи точката барем за еден ден, но Адеми беше упорен тоа да се случи денеска, со образложение дека како што ја гласало мнозинството, повеќе не ѝ дава доверба и не може со сила да остане да биде председател на Судскиот совет. Дамева предходно одбиваше да ја стави оваа точка со образложение дека нема законски основ за тоа и дека позадината за нејзино разрешување е поинаква од тоа што се прикажува. Одлуката нема да подпишам. Председател на Судски совет не може више да руководи со седницата. Колеги, за утре во 11 часот закажуваме нова седница, избор на председател на Судски совет. За денеска седницата е завршена. Ви благодарам многу, ме спасивте мене, ако е тоа последното, бидејќи оваа одлука ќе биде противзаконска но очигледно треба некои желби да бидат исполнети. Одлука донесена на ваков начин во присуство на председател на Судски совет со гласање од 7 гласа, каде што нема ниту потврдено, ниту предвидено основ за разрешување на председател на Судски совет. И јас на вистина не знам овој епилог како ќе заврши, освен што одредени лица од политиката ќе бидат и текако задоволни ако во ова успеат. Јас не се откажувам, битката продолжува и многу работи може уште полоши да бидат. Дамева повеќе пати спомена, но не откри кој зошто иземал мерка за смена. Рече дека тоа се случило последните неколку недели поради сензитивни точки поврзани со одговорност на судии, кои требало да ги стави на дневен ред. Но ниту ги потврди, ниту ги негираше информациите во јавноста. Дека причина за сето ова е постапката за разрешување на судијата Енвер Беџети од апелација, познат по тоа дека 9 месеци го држал предметот против Сашо Мијалков, таргет Тврдина, кој потоа беше и укинат. Јас сум ваш заложник. Јас сум ваш и на луѓето што денес ми дадоа налог седницата да прекине и да се разреши Весна за понатаму да се завршат тие работи што треба. И тоа јавноста го знае. Обвинување ќе се докажат. Имам докази за тоа, поред ќе се докажуваме. Денешната седница почна со додавање на точката на дневниот ред насловена како нарушените меѓучовечки односи во Судскиот совет, но уште на почетокот на денот меѓу редови се најавуваше целта на оваа дискусија. Најгласни во таборот против Дамева беа нејзиниот заменик Адеми и поранешната председателка Павлина Црвенковска. Како причини ги наведоа тоа што Дамева правела раздор, се однесувал како институцијата да е нејзина и дека го криела писмото од амбасадорката на САД Агелер. Таа се тоа го негираше. Не ви давам збор. Вие бевте една од причините заради вашиот однос и хајка што се одвиваше овдека во рамките на Судскиот совет, заради кој што јас дадов оставка. Видете дека ве во право дека треба да се расправа. Ова е ситуацијата точно. Точно ова е ситуацијата во Судски совет. Благодарам. Тогаш не треба и член колешке да останете на совет. Многу лесно е да си поднесам оставка, да останам член, да си зимам плата, да немам одговор. По однос на писмото ќе укажам почитуваната колешка и бараше одмор 3 дена, така да кога првиот ден го примив на 18 кога дојдов на работа, колешката Има доказ, па има доказ и ја поверена со одмор. Ова е заради јавноста. Ама лажете. Дамева беше начело на Судскиот совет од декември минатата година. Ја наследи Павлина Црвенковска, која сама се даде оставка и рече дека трпела хајки од судско бизнис елита.